Иако е потребно да започне со работа час поскоро, отварањето на стационарот за бездомни куќиња го кочат административни процедури. Главен проблем е изработката на локалната урбанистичка документација која е стопирана поради воведениот мораториум за издавање дозволи за градба. Според директорот на јавното претпријатие Охридски комуналец Љупчо Грдановски, единствено се чека дозволата за отпочнување со работа, која ја издава Агенцијата за ветеринарство, за што е потребен документ дека земјиштето е во сопственост на комуналец. Останатото е се подготвено. Набавени се возила, обезбедени вакцини и лекарства, вработени се и потребните лица, избрани и ветеринари, фирма доставувач на храна за куќиња. Веќе е доставена, од општина Охрид до нив програма за работа. Чекаме одобрување и веднаш почнуваме со работа со тој стационар. Откако ќе стапи на сила планот за управување со културното и природното наследство во Охридскиот регион, ќе падне мораториумот и ќе се заврши целата документација за да може уредно да почне со работа стационарот, уверуваат надлежните. Него ова што кажа градоначалникот, таму пошто се работи за простор кој е вон планска документација, таму се го решаваме просторот со изработка на локална урбанистичка планска документација за тој комплекс. И меѓутоа со мораториумот сега што се донесе е застаната е фаза, тој е во фаза на во завршна фаза, значи локалната урбанистичка планска документација. Кога заврши мораториумот, таа се доставува до општината и да се усвои, да се стави во функција. Во меѓувреме, проблемот со куќињата скитници не стигнува. Постојано се регистрираат нови напади на куќиња врз туристи, охриѓани, малолетници и возрастни. Охрид и регионот се преплавени со куќиња скитници. Граѓаните се жалат на глутниците, кои ги има речиси на секаде низ градот. Тој стационар е повеќе од потребен, но дека истиот нема трајно да го реши овој проблем, потврдуваат и надлежните. Главната пречка е што и понатаму се зголемува нивниот број, а сомнежот е дека тие во Охрид се носат од други градови. Сметаме дека во голем дел ќе се реши, меѓутоа не сме ние единствен чинител на решавање на тој проблем, сепак тука има малку ќе треба поголема координација, значи ни се случуваат во голем број, значи донесени куќиња организирано со возила. Имавме пред неколку дена имавме пријава од вработени на бензинската пумпа Билјанин извори, како се донесени 30 куќиња. Проблемот со куќињата се провлекува со години, но конечно на повидок е негово делумно решавање.